Имаме една недела на разни фестивали, кои што овие фестивали се различни сами по себе. Имаме музика за секого и за сечи вкус, традиционални фестивали, фестивали кои што се во годишна програма на општината и фестивали кои што се поддржани од градоначалникот и од Советот на општина Куманово. Фестивалот Канга Епике ќе доаѓа под името Епикум, кој е исти фестивал. Дали ова промена на ова име кошташе многу, да ви кажам право. Што припаѓа до фестивалот, продолжуваме, значи, трета година поред со рок песни и рок хеви метал ќе имаме нешто. Првиот ден нека почне јако на цврсто, а после продолжуваме со другите денови кои што имат фолклор и други вида музика. Имаме настапувачи од Албанија, од Косово и од Македонија, кои ќе се водат преку бендот, професионалниот бенд, и исто така имаме поканети моторжи од сите држави на околина, кои ќе доаѓаат посебно за овој концерт. Сметат дека е некој голем фестивал, така да и доаѓаат од сите земји. Очекуваме да имаме голем број на публика и исто така да споминеме што е можно поубаво. Значи на 19 август од 8 сати почнува концертот со нашите уметници и моторџии. Покана за 20 август, четврток, на градскиот плоштад во 20 часот, да го проследиме 22-иот поред меѓународен тамбурашки фестивал во континуитет. Што ќе рече дека се имаше слух на сите што учествуваа во одржувањето на фестивалот, значи градоначалници, советници, една голема поддршка, и се надам дека тоа ќе продолжи, дека ќе се има повеќе сенс за да се дадат повеќе пари да се направи поквалитетна понуда. Тоа е не само замолница од мене, но сите релевантни и драги колеги кои го прават тоа, со повеќе пари, повеќе музика. Значи, во кратко да ви кажам што ќе биде содржината на 22-иот меѓународен тамбурашки фестивал. Први настапуваат и го отворат фестивалот групата Табиет од Свети Николе, наши драги колеги кои учествувале на фестивалот, и наши познати и локални и пејачи кои навистина работеле и се уште работат и со групата Табиет и се веќе имиња на македонската естрада. Значи ќе настапи Виктор Димитриевски, што не представуваше и победи на Никогаш не доцна, потоа исто Боби Зафировски, Боби Амадеус, исто така настапи на Никогаш не доцна. За да настапи тука и нашиот познат и мој драг колега Наум Петрски, кој веќе направи албум со групата Табиет. И јас, мојата маленкост, ќе ја поздравам публиката со една музичка номера. За да втората фестивалска вечер настапи градскиот тамбурашки оркестар Плевља од Црна Гора. Тој е прекрасен оркестар кој има навистина една богата традиција и прекрасен репертоар со вокалната солистка Нина Стругар, која е од Подгорица, Црна Гора. И финалето, односно третата група која требало да биде јаготка на шлагот или како сакате, се вика група Лабанда од Нови Сад, Република Србија, Војводина. Лабанда е атрактивна група од 8 девојки, жени, како сакате, кои свират на тамбура и се многу атрактивни, со еден богат музички репертоар, но за тоа ќе се уверите сами. Нормално, ако дојдете на 20 август, четврток на градскиот плоштад, ќе има забава, ќе има дружење, тоа го појаснав од многу
важно, со желба да се видиме на следна година на 23-тиот меѓународен тамбурашки фестивал и тоа по можност 2 вечери, едната да биде македонска тамбурашка вечер, втората да биде гости кои ќе дојдат од страна. Ова година е 21 поред. Ќе се одржи 2 вечери, петок и сабота, 21 и 22. Ова година ќе имаме богата програма, кој што за прв пат ќе имаме некои оркестри кои што не беа до сега со нас. Ќе избројам неколку што ќе бидат бренд и на самиот фестивал. Првата вечер ќе имаме гости од Франција, и тоа да го напоменам дека втор пат ќе ни бидат гости од Франција. Оркестар Луис Бранделус, кои што изразија голема желба да бидат дел од самиот фестивал. Да кажам дека исто така по неколку години ќе биде со нас оркестарот фамилијата од Врајне, Клем Мамутович. Знае дека фамилијата Мамути се една од најдобрите оркестри кои што ќе бидат дел од самиот фестивал. По неколку години е освојувач на Гуча, Златна труба, прогласен за мајсторско писмо и така натаму. Тие оркестри се веќе познати во целиот свет. По неколку години се вратија и ќе имат желба да настапат и на самиот фестивал, ќе дадат се од себе да ги запазат сите пропозиции на самиот фестивал, кој што ова година со договор на организацијата на самиот фестивал ќе отсвират сите изворски песни, ромски, поточно ќе има ромски песни изворски, кои што ќе има можност сите љубители на творчки инструменти да играат, да почнат да се веселат и да се дружиме сите на фестивал. Значи на првата фестивалска вечер ќе имаме 5 оркестри, исто така и на втората вечер ќе имаме 5. Вкупно се 10 и со нас ќе биде за прв пат Кумановската звезда, Виктор Димитриевски, кој беше победник на неговашниот касно. Тоа ќе биде исто така еден мотив кој што ќе има можност да отсвири и да отпее 2 песни кои што ќе ги забере со оркестри кои што ќе може да го пратат. Што се однесува на самата организација, секогаш ние сме спремни, ова е 21 година поред, ние сме секогаш во организација како што е над 3 години, ова година ќе се потрудиме да направиме да биде добро, да биде весело, за да можат самите љубители на музички инструменти да бидат дел од самиот фестивал и да се дружиме. Што се однесува до квалитетот на сите оркестри, можам да потврдам дека оваа година ќе биде на квалитетните оркестри кои што ќе бидат дел од самиот фестивал. Благодарам на сите помагатели кои што дават поддршка на самиот фестивал. Благодарам на градоначалникот и Совет на општина Куманово, кој со години веќе е поддржувач и покровител на фестивалот, после 2 години Министерството за култура даде поддршка за оркестрот од Франција, кои што ќе бидат дел од нашиот фестивал, за оркестар Бандалус. Благодарам на сите медиуми кои што дел од нас, инаку без вас не се може. Вие сте тие кои ја промовирате културата и сите други оркестри. Благодарам на култура од кај нас за Сајна, кои што соработуваме со нас и дава поддршка на самата организација. И се надевам дека кумановци излезат на сите активности кои што се предвидени оваа година. Фестивалите кои што се на 19, 20, 21, 22, 23, не знам уште колку ги има. И 24. И 24 да излезат сите и да се дружиме оваа недела, да биде што помасо. Како последни во Кумановското културно лето, во организација на Сдруженијето Ризница го организираме 14-тиот поред фестивал Тумба Фест, кој веќе си го зазема своето место и е на некој начин бренд на градот. Оваа година имаме 16 нови композиции. Како и секоја година се трудиме од естрадата да го излечеме она најдоброто, така да оваа година како гости на фестивалот настапуваат Ленче Кукич, Ташко Карамфиловски. Имаме гости од Србија како што е Маријан Драгич, Савршен дан. Имаме гост Матеош Фаст од Германија,
Тука се Василија Петрова, Јованка Јо, Круме Спасовски, кој ќе има интересна една песна со помош на неговиот пријател, нашиот актер, познат Владо Дојчиновски. Значи, на сцената ќе има исклучително квалитетни сценарија, меѓутоа многу квалитетни песни. Оваа година ќе имаме дури 5 песни кои ги исполнуваат наши сограѓани, а имаме 3 песни кои се комплетно дело на кумановски автори. Кога сме кај авторите, исто така би сакал да кажам дека во реализација на Тумба Фест се вклучени најголемите, најпознатите автори од нашата земја, секако и од Куманово. Очекуваме навистина една спектакуларна вечер. Ние како и секогаш веќе традиционално во рамките на фестивалот, пред фестивалот го издаваме фестивалското CD, кое е веќе подготвено. Од учесниците, ќе откријам така една, не е тајна, меѓутоа еден од учесниците секако е и нашиот Нино Величковски, кој овој пат навистина има една прекрасна песна, изработена комплетно од кумановски автори, а бидејќи песната е толку квалитетна, а звездите доаѓаат на крај, фестивалот ќе го затвори Нино Величковски. Тоа би било она што јас би можел да ве информирам во врска со Тумба Фест. 14 поред, понеделник, 20 часот, плоштад, ги повикувам сите граѓани, а голема благодарност секако до градоначалникот, советот, општината, секторот за култура, за традиционалната поддршка која ја дава за реализација на Тумба Фест. Фондација. И фондација секако за култура, да.